ќе ви рече, не директор со тупаница на маса, туку лидер кој со своите постапки ќе биде пример за сите. Таа е и останува вечно дете и сонувач дека доброто сепак ќе натежне над злото. Така би опишале многумина. Таа знае да се фати самата како задоволна од тоа како напредува новата зграда на Македонската филхармонија. Поминувајќи по камениот мост, се смее од радост. Таа би била најсреќна ако новата филхармонија стане еден голем музички центар, каде цело време секој добронамерник би можел да види и чуе нешто убаво. Само така ќе создадеме земја во која наместо бесни автомобили, луѓето ќе возат велосипеди и наместо на концерти на шунт музичари, сите ние ќе се туркаме за карта во кино, филхармонија, опера, балет или нова книга во книжарница. Тоа е таа, директорката на Македонската филхармонија Маја Чаначевиќ, во главната улога во Неформална. Ако или подобро кога Маја Чаначевиќ ја избра музиката како велите или обоата, можеме најдобро за свој инструмент, а кога потоа дојде како обоата беше смената со англиски рок? Музиката е веројатно моја животно предела уште од најрана возраст. Секогаш себе си се замислував како личност која што ќе се бави со уметност, пред се со музика, а како втора љубов ликовна уметност. Но сепак некако првата љубов преовлада во тоа што сакам јас да бидам, нели? Кога ќе не прашаат како деца, ти што сакаш да бидеш? Кога знаевте што сакате да бидете? Многу мало. Јас секогаш кажував дека сакам да се занимавам со музика, сакам да правам некаква музика. И на 6 годишна возраст започнав да свирам пијано, меѓутоа многу кусо, затоа што од некакви објективни причини не можев да продолжам да одам во музичко училиште. Но веќе кога требаше да размислувам сериозно што ќе правам понатаму во животот, значи што во кое средно училиште ќе одам и каде ќе се запишам, тогаш цврсто решив дека ќе одам во музичко училиште. Но веќе кога започнувате сериозно да се бавите со музика на подоцнежна возраст, зборувам за дете, од некаде 14 години, изборот за тоа на кој инструмент може да свирите не е баш така, да. Не можете вие да изберете. Значи не можам да свирам виолина, не можам да свирам пијано, не можам да свирам виолончело, бидејќи сите тие инструменти бараат многу поголема подготовка, значи се започнува на возраст од некогаш и многу порано, од 4-5 години, и потоа веќе на 14 години тие се сериозни музичари, за разлика од ние кои што дојдовме на 14 години во музичко училиште. И во првата година во средното музичко училиште Илија Николовски Луј се уште се боревме со предметите солфеж, музичка теорија, со инструментот и така натаму. И кој ви рече како дојде обоа? Значи, јас имав избор од одреден број на инструменти кои што можев да ги одберам, бидејќи толку многу сакав да се занимавам со музика. Значи, добро, ако сакаш толку многу да бидеш музичар, еве, можеш да свириш нови инструменти, па бирај што ќе свириш. И најпривлечен беше сепак инструментот обоа. И така започнав да го изучувам овој инструмент, значи, почнувајќи од прва година средно училиште, каде што првите неколку месеци се кошмар за секој ученик, обидувајќи се да се произведе да произведам тон на тој инструмент, значи на обоата, човек се соочува со многу разочарувања кога слушаш едно што треба или што професорот свири, интерпретира и сакаш веднаш така да свириш, нормално, тоа не е возможно. И потоа одиш дома и вежбаш и на крај пак ништо не излегува така како што сакаш. Значи едноставно немаш контрола над инструментот, ама не си свесен дека треба време да помине и дека треба таа контрола ќе си дојде само по себе. Обоата е се уште мој инструмент, меѓутоа во оркестар, кога дојдов во филхармонија, тоа е веќе многу одамна, повеќе од 20 години. Сега јас како многу возрастните луѓе го кажат, пред 20 години кога јас дојдов во филхармонија, ама навистина поминало толку многу време, започнав да свирам обоа. Меѓутоа, англискиот рок е значи инструмент кој што спаѓа во групата на обои и тоа е сроден инструмент со обоата. И ние сите обоистите го свириме на некој начин, не сите, ама добро, повеќе мина од нас, го свириме инструментот англиски рок.
значи мојот колега кој што во тој период веќе беше на заминување во пензија, седи до мене. Секогаш разговаравме за тоа колку, јас му кажав, леле, колку е чичко Сидо, колку е убав овој англискиот рок, колку убави прекрасни сола има во оркестарската музика. И навистина посакував да свирам на тој инструмент и така по неговото заминување во пензија јас некако го наследив него со инструментот. И тоа е некаде околу 2000 година, значи кога јас започнав сериозно да се бавам и посветено на да се бавам со другиот инструмент англиски рок, меѓутоа како музичар во оркестарот секогаш морам да ги свирам паралелно и двата инструменти, значи имам една малку потешка задача од колегите обоисти затоа што морам и обоа и англиски рок да вежбам. Сега не морам, ама кога свирам во оркестар морам. Да. Кога требаше да донесете одлуката да, нели, кога би беше доверена или кога ве предложија, нели, да бидете, да станете директор на најголемиот, најстариот симфониски оркестар во Република Македонија, Македонската филхармонија, се двумевте или веднаш рековте од прва супер ќе пробам или имавте нешто заради што сакавте да станете прв човек, директор, менаџер, како сакате? Знаете како таа одлука не е ни малку лесна. Особено за човек како што сум јас, бидејќи јас секогаш сум многу самокритична кон себе и многу аналитично се однесувам кон вакви крупни работи и одлуки во животот. Размислував многу за таа своја одлука. Во тој момент нормално е човек да чувствува едно бреме, што ќе биде, како ќе биде, страв можеби малку од тоа. Јас не го нарекувам страв, ама една неизвестност. Страв од предизвик можеби или нов предизвик, неизвестност кон тоа што ќе се случува, а од друга страна пак желба да се направи нешто подобро. Јас секогаш велам за сите мои колеги претходници дека секој се обидувал како директор да направи оноку колку што знае и може. И верувам дека секој сакал да направи најдобро за оркестарот од тоа што можел. Резултатите секогаш веројатно ние ги гледаме во моментот, ама треба да ги гледаме малку и од дистанца. И токму затоа реков, добро, тие луѓе направиле нешто што можеле во еден одреден временски период, сега веќе времињата се други. Ние сме други генерации, помлади генерации кои што сме живееле на друг начин, сме имале многу повеќе можности во еден сегмент, не зборувам генерално. Така што еве ќе се обидам да видам што можам да подобрам во институцијата, сето она што го имам акумулирано како знаење и искуство, дали можам да го применам. Значи, не можам со сигурност да кажам дека вака ќе го направам, едноставно се обидувам да направам најдобро што може во овие услови, околности, со овие луѓе, бидејќи не е тоа така едноставно. Сега јас ќе дојдам директор и од мене сега се ќе почне и јас кога ќе си одам се ќе заврши. Значи, тоа е, еве ќе кажам највулгарна таква глупост, што некој воопшто би ја помислил, а не пак да ја изусти, затоа што ништо не почнува ниту не завршува со нас. И ако јас сум успеала до некаде да стигнам, навистина посакувам дека кога еден ден ќе ја напуштам оваа функција, тој што ќе дојде после мене да направи трикратно повеќе, апсолутно да, и да направи трикратно повеќе од она што јас сум успеала да направам. Како потоа со колегите се сменили односот? Можеби вие не сакајки со некого поинаку комуницирате, сте комуницирали поинаку, каков треба да станеш? Треба да станеш поинаков. Сега се смеам многу, па ако убаво е. Па не знам. Добро е. Има проба долу, така што може треба да се симнеме долу и да ги прашате еден по еден, јас нема да бидам таму да ви кажат. Што се однесува до мене, а и до моите колеги, верувам, мислам дека односот не е многу променет. Значи, неминовно е да е во еден дел променето, дека јас сум сега предпоставен на одредена група на луѓе и дека тие ме почитуваат мене како авторитет и она што јас го кажувам, јас сум нели човекот кој што треба да направи, да. Ама од друга страна се обидувам сето тоа да го направам на начин кој што нема многу да промени во секојдневната комуникација, бидејќи лично сметам дека човек не може авторитетот да го наметне
со некако вештачки да се наметне да каже сега јас сум директор, јас сега ќе трупнам на маса и вие ќе правите јас како што ќе кажам. Мислам, тоа може би некој така мисли и некаде функционира, ама јас така не размислувам. Значи, односот мој кон колегите е релативно ист со тоа, ако се спореди со тоа што бил и претходно. Ние сме многу голем колектив и да се работи во оркестар е многу тешко, затоа што сме, да речеме, 90 луѓе во исто место, во исто време и навистина некогаш нормално е да му се смачи на човек да ги гледа истите ликови секој ден и кога отиме на одмор јас да кажам, значи сега не ќе да ве видам. Доста ми е. Кажува секој каде оди за да не се погодите заедно. Да, не ќе да се видиме, чекаме се пауза, доста. Апсолутно, нели, тоа е на шега, ние многу позитивна пауза секако, да. Контактираме постојано со колегите, пиеме кафе, зборуваме за музика, зборуваме за пробите, за диригентите, солистите, значи тоа е нешто што е многу специфично во нашата професија и ние сме многу поврзани и не може тоа да се оддали. Значи, морам да кажам дека немам проблем со нити еден колега од аспект на тоа дали ќе ме почитуваат или некако авторитет, тоа нема никаков проблем. Меѓутоа јас исто така нив ги почитувам. Тие знаат дека мојата врата е секогаш широм отворена за било кој и сега знаат дека не смеат да влезат, инаку тука сега ностоп ќе имаше дека ќе тропне некој да те прашам за следната недела за пробите или да прашам за следниот месец или ајде на кафе да одиме, завршивме со проба, дојди едно кафе да испиеш, направи си пауза и така натаму. И мислам дека тоа е дел од успехот на оваа институција. Значи нема бариери помеѓу нас. Ние разговараме за отворено за сите проблеми, се караме. Се карате? Па нормално, мораме да се скараме. Како? Значи, ако е добро, нешто не е добро. Да. Мора да се скараме за одредени работи, значи да се конфронтираме, да имаме различни размислувања. Да. Бидејќи различните размислувања всушност се оние кои што ги движат нештата. Ако ние сите исто размислуваме за нештата, тогаш мислам дека навистина нешто не чини. Да. Тогаш навистина нешто не е добро. Од тој аспект ќе кажам дека колегите ми се колеги, пријателите ми се пријатели, ама кога сме на работно место, секој си го знае своето. Што и мислам си го знае своето место и си ја знае својата работа. Да. И како тогаш, како им покажувате? Најпрва доаѓате на проба? Прва се подготвена сте, тука се е спремно, не знам што треба англиски рок, како боа и така натаму. Значи, последно доаѓам на проба, затоа што не можам да стигнам некогаш. Сега изминативе неколку месеци, за жал, не успевам воопшто да свирам и да одам на проба, ама додека свире во оркестарот, тоа е до пред една година, последна доаѓав на проба и трчав на проба и му викав, маестро, чекајте, јас да влезам прво вие, а вие после мене, затоа што е многу непријатно да влезам после диригентот. Затоа што ќе дојдам са Вајле тука, па нешто ќе сработам, па после ќе трчам на проба и на паузата, кога сите имаат пауза, јас доаѓам во канцеларија да проверам мејл и тоа е малку напорно, ама кога зборувам лидер, а не директор, пред се мислам на некои особини карактеристики кои што треба да ги има човек кога е на една таква раководна функција. Тоа е она што го кажувам, значи не можеш да дојдеш, да тропнеш на маса, да кажеш јас сум директор и ти не ме интересираш и твоето мислење не е валидно и не е меродавно и така натаму. Туку едноставно сите вработени сакаат да биде добро во институцијата. Можеби има некои кои што не сакаат, но 99% сакаат да биде добро, сакаат да биде убаво место каде што тие ќе ги поминат тие неколку часа на работа, сакаат добри диригенти, добри солисти. Значи сите сакаме ние, всушност сите едно исто посакуваме и затоа можеме нормално да комуницираме. При тоа не сакам да кажам дека директорот треба да е омилената личност, нели? И не може да е нормално. Јас велам дека мене никој не треба да ме сака, треба само да ме почитува. Ме сакаат мајка ми, татко ми, сопругот се надевам, пријателите, брат ми, значи тие ме сакаат, искрено. А сите останати треба да ме почитуваат. Ниту јас не можам да ги сакам сите, значи сега сите безрезервно и така, нели, директори. Апсолутно, тоа е невозможно, но затоа треба сите да ги почитувам. А кога секого ќе го почитуваш, тоа значи дека малку и го сакаш. Значи со самото почитта носи дека ти немаш кон тој човек негативни чувства, емоции, предрасуди. Значи имаш една нормална комуникација. Новата сала.
колку ли време ја чекате, особено вие што сте дел од оркестарот, особено вие како лидер или како менаџер или како директор, како сакате. Многу долго. Колку често одите да видите до каде е, што е, како е? Колегите кои што заминуваат во пензија, велат таа сала ја чекам 40 години, значи колку време работа, толку некој ја чека и многу повеќе, уште од деца кога доаѓале на концерт. Сите со душа ја чекаме салата и со нетрпение очекуваме таа да се заврши. И навистина сум среќна што гледам дека многу брзо се случуваат нештата со привршување на одредени фази во концертната сала. И просто не можам да верувам дека ова навистина готово е сега и собите веќе за вежбање се дури некои се искречени, средени се. Јас се пошегував, бевме минатата недела или предминатата, бевме во посета на концертната сала и заедно со музичарите од оркестарот и јас се пошегував, викам, собиве кај да готови се. После тука сите има да вежбаме, нема да се вика немаме услови за вежбање. Еве ги собиве готови се за вежбање. Значи ќе биде таа многу скоро готова. Јас одам доста често на објектот таму, бидејќи нормално дека треба малку време да посветам и на тоа и соработуваме со луѓето кои што ја градат, со архитектите таму за одредена проблематика и јас како што сум по природа, нели мора да видам како е, што е, до каде, дали има нешто ново, значи морам да сум во тек таму со се што се прави. И кога се враќам, се фатив неколку пати себе си, викам леле луѓето да ме гледаат. Се враќам преку камениот мост и поминувам и така вака си одам и малце како поднасмеана од кејф, од среќа дека леле салава готова е. Значи тоа особено во првите моменти кога беше целата отворена, па ја затворија, па потоа веќе се гледа внатре кај се канцелариите, каква е салата, значи што како ќе има внатре, да. Да, апсолутно и така од таква преголема среќа дури така поднасмејана си одам, што веројатно е малце чудно, ама вие си знаете. Убавите чувства секогаш треба да се покажат. Да. Постои ли некој миг кој што ви останат во сеќавање? Како директор пред тоа, не знам, ве прашувам воопшто, кога сте биле најгорда на својот оркестар? Знаете како, кај мене секогаш се испомешани чувствата, бидејќи миг во сеќавање, кај мене се секогаш концертите кои сум свирала на сцена, заедно со колегите. Чувството на сцена е нешто што не може да се опише, навистина, и мене тоа чувство многу ми недостига. Веројатно тоа се моите моменти на најголема среќа, ама и сега како директор, после секој добар концерт, успешен концерт, навистина јас се гордеам на моите колеги. Повторно, помалку како директор, повеќе како нивна колешка во оркестарот и како музичар, ќе кажаме браво бе дечки. Значи, одличен концерт, вака треба, одлично. И гледам дека и тие се среќни дека добро свиреле. Во неколку наврати на одредени патувања се сретнав со моите колеги од врвни оркестри, значи кои што се менаџери таму. И навистина така ми се наполни душата кога тие ми кажа: "Еј, знаеш дека тој диригент што беше кај вас, кај нас дојде после и рече дека во Македонија или солистот и кажа дека многу убаво си поминал и дека навистина оркестарот има толку многу голем прогрес што е непрепознатлив. Значи воопшто атмосферата која што ја има во филхармонија е многу различна за разлика од тоа кога доаѓале пред 7, 8, 10 години. И дека оркестарот има голем потенцијал, дека воопшто во државата има голем потенцијал за музичка уметност. И така со пофални зборови ќе викне уште некој друг колега: "Еј, дојде те запознам, знаеш, ова е вака." И значи тој добар глас за нас се шири. Многу бев среќна и горда кога, например, бевме на концерт во Загреб со Македонската филхармонија, бидејќи не сме биле многу долго време во Хрватска, и кога имавме фантастичен концерт, значи вака слушаме на сцена во публика и буквално не можам да го препознавам оркестарот. Викам, добро, овие се истите луѓе што свираат во Дом на армија, значи ова е истата Македонска филхармонија. Буквално како знаете како да сте ставиле други луѓе да свират во позадина, а ги гледате овие музичари.
што да очекуваме сега, реков од јануари 2017, што тоа вака нешто барам да ни откриете. Да ни откриете. Тоа е многу тешко сега во овој момент да го кажем, иако веќе ние почнавме со планирање, значи следната концертна сезона е веќе завршена со планирање, ние многу однапред планираме и овие сите вака програми кои што се на маса се каталози кои што сме ги имале во изминативе сезони. Но јас сум на такво мислење дека концертната сала не треба да биде само концертна сала каде што ние во четврток имаме концерт и толку. Гаси светлото, оди си дома. Значи, тоа никако не смее да се случи. Концертната сала на Македонска филхармонија треба да стане простор кој што ќе ги обедини сите оние луѓе кои што се искрени љубители на музиката, кои што ја сакаат уметноста, кои што некогаш и случајно, некогаш и намерно ќе поминат во тој објект, па ќе седнат едно кафе ќе испијат во кафето кое што ќе биде во филхармонија, ќе влезат во книжарницата, можеби малку да прочитат. Па да, планираме да има музичка продавница. Музичка продавница, да. Ќе видиме што се ќе има како содржина. Ќе има различни настани, значи освен концертите на Македонска филхармонија, јас многу би сакала да и тоа веќе започнавме да го планираме, да ги реализираме сите оние концерти на камерна музика, концерти на некаков друг вид на музика, значи едноставно да биде музички центар. Сите луѓе кои што, значи урбани луѓе, градски луѓе кои што нели ги знаеме од секојдневието кои што доаѓаат на концерти кај нас, да бидат дел од салата на Македонска филхармонија, тоа да биде главно собиралиште на луѓето кои што се почитувачи на уметноста. Само така ќе може да живее тој објект сега се уште простор. Бидејќи луѓето и содржината ги чинат просторите и објектите, значи тие сами по себе може да се прекрасни и да се преубави, меѓутоа ако нема ништо внатре, ако нема никаква содржина, ако нема луѓе, остануваат само можеби една многу убава голема макета, ништо повеќе. Она што е најубавото во нас е токму она детското, она исконско што го носиме во себе. Кога ќе направиме некоја постапка што само дете би ја направило, која што е без никаква позадина, многу искрена, значи децата многу ретко калкулираат кога нешто ќе направат или кога ќе побараат. Тоа го прават поради потреба, поради тоа што сакаат да осознаат нешто, можеби, но сето тоа го сметам дека е многу искрено. И токму затоа сакам секогаш да си го задржам детето во себе,